Во известувањето упатено до телевизија Кочани за легитимноста на управниот одбор на фудбалскиот клуб Осогово, известени се Општинскиот фудбалски сојуз Кочани, градоначалникот на општина Кочани, Мако М, Агенцијата за млади и спорт и Фудбалската федерација на Македонија. На фудбалерите ќе им се обезбедат оптимални услови за работа и редовна надокнада за вложениот труд. Со консултација со тим менаџерот ќе се состави и обезбеди тим кој ќе се бори за освојување на првото место во третата лига Исток и обезбедување втора лига преку бараш надпревари. На крајот од надпреварувачката сезона ќе се свика редовно годишно собрание, каде што се надеваме како второлигашки клуб ќе привлечеме повеќе спонзори кои ќе го превземат и раководењето на клубот и исто така ќе го издигнат на повисоко ниво какво што и заслужува. На луѓето кои како тренери и управниот одбор претходно го водеа клубот, ќе им се обезбедат адекватни функции кои би биле пред се од корист на фудбалскиот клуб Осогово и исто така на Сдруженијето на граѓани Сејмени им се понуди исто така функции во клубот. На 24 декември, понеделникот, луѓето од управниот одбор беа во Скопје на разговор со луѓето од Фудбалската федерација на Македонија во врска со одземените бодови, при што беше ветено дека под итно на 25 декември ќе се разгледа жалбата и ќе се усвои во корист на фудбалскиот клуб Осогово, во што веруваме и се надеваме. Стои во известувањето на фудбалскиот клуб Осогово, потпишано од неговиот претседател.